Дали визијата на Езекиил за колата со тркалата е доказ за НЛО во Библијата? Од многуте извештаи во Библијата за чудни случувања и настани од другиот свет и приказната за Езекиил е една од пофасцинантните, особено кога ќе се погледне низ објективот на модерната технологија. Кога библиските текстови се толкуваат преку оваа перспектива, се појавува интересна слика за можноста дека нашите древни предци всушност биле посетувани од напредна раса, а не од богови. Оваа идеја, позната како античка теорија на астронаути, смета дека визијата на Езекиел за меркава или кочија на тркала е поверојатно да бил вселенски брод или вселенски шатл што го користеле напредни видови за да допрат до луѓето. Ерик фон Даникен е еден од најголемите поборници на оваа теорија, обезбедувајќи многу убедливи аргументи за алтернативно толкување на книгата на Езекиел. Значи убедливо дека неговата теорија дури ја смени целата теза на книгата на научник на НАСА, чија цел беше да го побие неговото тврдење. Кочиите на боговите на Ерик фон Даникен во 1970-тите, Ерик фон Даникен беше поканет на таен говор во НАСА, каде што го запознал Јозеф Блумрих. Двајцата зборувале за античка теорија на астронаутите на фон Даникен. Од неговата книга и кола на боговите, особено за идејата дека визијата на Езекиел била визија на вселенски шатл, а не за божествена кола. Овој разговор го навело Блумрих на мисија да ја побие навидум абсурдната теорија на фон Даникен, па тој направил своje истражување и почнал да пишува книга. Сепак доказите биле огромни и Блумрих имал богојавление. Езекиел несомнено опишувал напредно вселенско летало. Блумрих дури го користил описот на Езекиел за објектот за да ја патентира сопствената верзија на еднонасочно тркало. Езекиел е клучна фигура во јудаизмот и е истакнат во другите аврамски библиски текстови. Езекиел бил донесен во Вавилон во првото заробеништво на Израел и е опишан како пророк. Една од интересните карактеристики на книгата на Езекиел е како во библиски текст е тоа што е напишано со заменката јас, што јасно покажува дека е напишано од самиот Езекиел, како приказ во прво лице за разлика од многу библиски текстови напишани во трето лице. Се чини дека ова и дава малку поголема заслуга и личност на приказната, што е раскажана набргу по низиното појавување. Езекиел опишал и опишува дека видел кочија на тркала како се спушта кон него од небото, управувана од суштества со подоби на човек, додека многу библиски верзии на приказната го опишуваат ова битие на колата како Бог. Фон Даникен истакнува дека оригиналната хебрејска верзија никогаш не го споменува Бог. Овој збор бил додаден подоцна. Описот на Езекиел за слетувањето на кочијата на тркала звучи многу слично на слетување на вселенско летало. Ветерната бура, блесокот на молњи и сјајните светла посетуваат на вселенско летало кој се спуштало за слетување и изфрлало нечистотија во спектакл, што дотогаш не го видел некој од примитивната ера. Езекиел дури го опишува огнот што ја напојува колата и дека изгледал како светлечки метал. Потоа опишува под 1. Погледнав и видов бура што излегува од север, огромен облак со светкави молњи обкружени со сјајна светлина. 2. Центарот на огнот изгледаше како блескав метал. 3. А во него имаше нешто што личеше на 4 живи суштества. 4. Изгледот им беше човечки, но секој од нив имаше 4 лица и 4 крила. 5. Нозете им беа исправени. Нозете им беа како на теле и светкаа како изгорена бронза. 6. Под крилата на 4 страни имаа човечки раце. Сите четворица имаа лица и крилја. 7. А крилјата на едниот се допираа до крилата на другиот. Секој одеше директно напред. Тие не се вртеа додека се движеа. Очигледно постои несогласување помеѓу овој опис и голем дел од начинот на кој визијата на Езекиел е прикажана во библиските уметнички дела. Сликите често ги изоставуваат деталите за огнот, тркалата во сите насоки и за сводниот кристал што ги оббива главите на суштествата слични на човекот. 8. Кога ги гледав живите суштества, видов тркало на земјата покрај секое суштество со 4 лица. 9. Ова беше изгледот и структурата на тркалата. Тие блеска, а сите 4 личеа слично. Се чинеше дека секое е направено како тркало што пресекува друго тркало. 10.
Додека се движеа, одеа во кој било од 4 правци, кон кој се соочуваа суштествата. Тркалата не го менуваа правецот како што одеа суштествата. 11. Нивните обрачи беа високи и страшни, а сите 4 обрачи беа полни со очи наоколу. 12. Распослано над главите на живите суштества беше нешто што изгледаше како свод, блескав како кристал и страшно. Овие суштества со подобието на човекот потоа го земаат Езекил со себе во својот објект, носејќи го во храм на врвот на највисоката планина. За време на неговиот лет дотаму, Езекиел спомнува дека ја чувствува Божјата рака врз него, што може да се протолкува и како сила на гравитација или сили кои се чувствуваат при кревање. Тој е одведен во храмот на овие суштества, кој најверојатно е место или град каде што живеат. Потврдни докази. Низ низа библиски приказни, ковчегот на заветот се представува како артефакт од интерес за теоријата на фон Даникен, но споменувањето во Кебра Нагаст, извештајот за христијанството во Етиопија под кралот Соломон, е местото каде што тој гледа најголема релевантност. Во овој извештај тој вели дека било познато дека кралот Соломон имал летачки машини кои не биле спомнати во Библијата, како и дека поседувал многу посакуван ковчег. Во овие текстови се забележува дека луѓето се плашеле од ковчегот, бидејќи често ги убивал оние кои биле во близок контакт со него. Дали ова било поради тоа што можеби бил радиоактивен или електрично наполнет? Дали ковчегот на заветот бил реактор со плутониум? Ерик фон Даникен вели дека верува дека има и други библиски стихови кои се вклопуваат во неговата античка теорија на астронаути, вклучително и некои кои навестуваат слични храмови, или областа за слетување во вселенските летала, слично како онаа во која бил однесен Езекиел. Еден таков храм, познат како Чавин де Хуантар, може да се најде во Перу, која е на илјадници метри високо на планината од културата за која малку се знае. Храмот е украсен со крилисти фигури и извајани глави кои изгледаат како да носат шлемови. Фон Даникен вели дека верува дека тие имаат слично потекло со оние опишани од Езекиел во Библијата. А дали е ова вистински доказ за антички астронаути или имагинативна теорија, останува на вас да процените сами. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.